Откако постои човештвото, луѓето се прашувале дали постојат и други светови, други планети слични како нашава. Дали има живот таму? И долго време се спекулираше се додека Zero and liftoff of the Delta II rocket with Kepler on a search for planets in some way like our own. Кеплер отиде во мисија да одговори на овие прашања. Тој откри повеќе од 2600 планети, джиновски планети како Јупитер, замрзнати планети, па дури и огнени планети со океани, ама не од вода, туку од стопено железо. Но, негова посебна љубов и фокус беа планети како нашата, каде би можело да има вода во течна состојба. Водата е неопходна за живот и надежта е дека хемиските соединенија, судирајќи се, можат да оформат аминокиселини, РНК, ДНК, протеини и најпосле жива клетка. Но, каков е животот, најдобре е да погледнеме онаму каде сигурно знаеме дека постои живот, планетата Земја. Земјата изобилува со живот. И затоа ќе фрлиме еден поглед и ќе зумираме во живата клетка. Ќе направиме една кратка биохемиска анализа на живите клетки. Ќе ги разгледаме ДНК молекулата, ензимите, протеините, ќе анализираме нивната комплексност и ќе видиме колкава е можноста и очекувањето за абиогенеза на животот.